Интересно е прашањето, ме навраќате многу години наназад, во периодот кога бев исправена пред дилемата што јас сакам да правам во животот и во кој правец да го насочам моето образование. Морам да кажам дека во текот на моето образование сум имала среќа да из математиката и низ сите природни науки ме водат професори кои што на некој начин беа извор на инспирација и покажував доста добри резултати на повеќе области од природните науки. Како ученик во основно образование сум била натпреварувач по математика редовно, но може би моите најдобри успеси беа постигнати во биологијата, затоа што бев тогаш државен првак на ниво на Југославија во една област од биологијата која што се нарекуваше агробиологија. Добро, образованието е професија во која што тој јас помеѓу мажите и жените не е толку голем, но има дисциплини во кои што сепак доминираат мажите. Значи, истражувањата покажуваат дека е се уште голем јазот во тие STEM дисциплини, каде што доминацијата на машката популација е изразена, но убаво е да се каже дека во нашата земја тој јас се повеќе се намалува. Минатогодишната статистика на Европската комисија покажа дека во Македонија постои најголем или најдобар баланс помеѓу истражувачите мажи и истражувачите жени, но останува она дека жените повеќе ги има во биомедицинските и во општествените науки, за разлика од природните и техничките науки, каде што те уште доминираат мажите. Тој јас се видлив. Видлив е во смисол дека многу тешко ќе најдете жени кои што раководат големи истражувачки научни проекти. Многу тешко ќе најдете жени кои што се добитници на некакви награди или признанија во областа, иако се работи во тимови најчесто. Многу тешко ќе најдете жени кои што водат институции од високото образование или научните истражувачки институции и центри. Може би ги има повеќе како лидерки во основните и средни училишта, но на универзитетите не. Во Македонија, за жал, статистиката е поразителна во однос на тоа колку ректорки сме имале во државата од постоењето на високото образование како организиран процес на учење. На најголемиот универзитет една ректорка и на вториот по старост универзитет во Битола исто така една ректорка со мандат од 2 години. Така што навистина е тука ситуацијата поразителна. Почетокот на таа моја кариера како управувач на институција беше интересен. Јас отидов на електротехничкиот факултет од средина која што не беше домакинска, во смисол дека дојдов од друга институција. Не ги познавав колегите и тие многу малку ме познаваа и почетокот на таа моја функција беше почеток исполнет со различни премрежија, во смисол дека имаше и бунтовен однос кон мене, и може би недоверба и страф од непознатото,
како минуваше времето, овие работи исчезнуваа. Ние се фокусиравме на соработката, се фокусиравме на реализација на нашите годишни програми за работа, се фокусиравме на издигнување и промоција на нашите студиски програми. Многу иновиравме во наставата, први го започнавме можеби дуалното високо образование во државата, правејќи ги контактите со директна интервенција во студиските програми од страна на компаниите кои што инвестираат во државата и за кои што ние ги произведуваме инженерските кадри. И првиот мандат заврши успешно, тоа беше причина да и вториот мандат. Од денешна дистанца мислам дека ова беше и многу убаво лично искуство за мене, но и мислам дека остави трага во функционирањето на таа институција. Се поставија здрави темели и еве сега повторно институцијата ја води жена. Знаете, Дорина, ние биолошки се разликуваме. Значи, имаме различна биологија на функционирање, различен пол и понекогаш имаме и специфични потреби. Сега, зошто тие специфични потреби направиле некои да бидат посилни, да можат повеќе да се препознаваат во тие така наречени машки професии, а некои да бидат послаби физички и да ги реализираат и себе да се реализираат и своите работни задачи во така наречени професии што бараат помалку вложување во себе, веројатно има некое научно објаснување, но во втората половина на 20-тиот и особено 21-виот век, со големиот развој на информатичката технологија и влезот на овие нови технологии скоро во секоја дисциплина, веќе тој јас на физичката сила го нема. И сега многу лесно можеме да пристапуваме кон реализација на секоја професија, независно од фактот дали сме мажи или сме жени. И заради тоа, до 2030 година трае кампањата за девојчиња во STEM, значи некако да ги убедиме жените, женските лица, се повеќе да ги избираат професиите кои што спаѓаат во групата на STEM професии. Тоа е наука, технологија, инженерство и математика, за да дадат навистина добар придонес во развојот на новите занимања, новите технологии, новите потреби и барања на економијата, затоа што сега економијата е веќе економија базирана на знаење, не економија базирана на сила.